Добро вечер. Скандалот на онкологија со наводите за можна манипулација со терапијата на тешко болните пациенти длабоко ја потресе јавноста. Криминално здружение одвработени во рамките на клиниката кој давало плацеба терапија на пациентите, за потоа скапите лекови да ги препродаваат на црниот пазар. Во обвинителството телефоните звонат. Граѓани и пациенти ги кажуваат своите сомнежи за криминални злоупотреби. Дали истрагата на обвинителството, која овој пат ја водат двајца обвинители, може да ги потврди наводите за оваа досега невидена монструозност или доказите се уништени, а сведоците ја загубиле битката со канцерот? Зошто като системот не е во функција и зошто нема софтвер кој точно ќе води евиденција на постоечките пациенти за да се спречат манипулации? Што треба да се направи за да се воведе ред на клиниката за онкологија да биде функционална? Државниот ревизор уште во април јавно ги објави сите пропусти со терапирањето, набавката и чувањето на терапијата, но извештајот нема кој да го прочита. Како пациентите на онкологија се справуваат со секојдневието по откривањето на скандалот со можната манипулација на терапијата? Дали се уште има доверба во лекарите? Кои се нивните очекувања и барања? На овие, но и на многу други прашања кои ги тангираат пациентите и целата јавност, ќе разговараме со Ана Марјановиќ, онколошки пациент. Добро вечер. Добро вечер. Ќе разговараме со Анжелика Колева, исто така онколошки пациент. Добро вечер. И третиот гостин во студиото е доктор Милан Ристевски, онколог. Добро вечер. Исто така. Поканети во вечерашната емисија беа поранешниот министер Беким Сали, кој не можеше да дојде бидејќи е на пат во странство, како и директорката на клиниката, доктор Клисаровска, која не одговори на повиците и на испратените пораки. Одиме со реклами и се враќаме во студио да почнеме дебатата. Доктор Ристевски, предност овој пат ќе им дадеме на двете гостинки. Марјановиќ Колева, секој ден сте, односно секоја вечер сте во 19 часот пред обвинителството. Кои се вашите барања? И кажете ми дали ги најдовте тројцата пациенти кои што ќе го следат текот на истрагата? Знаат ли што треба да гледаат и на што да внимаваат? Вака, за кои се нашите барања, нели доста зборувавме, се сведуваат на многу едноставно. Вистина, одговорност бараме и ја бараме да биде експресно брзо донесена, од проста причина што како онколошки пациенти го немаме луксузот на тоа да чекаме со години овој случај да се влечка. Таму има живи луѓе кои што се уште чекаат терапија, кои што нели го имаат сомнежот, не се сигурни во тоа што го примаат и тоа се нашите барања кои што мора да бидат нели брзо донесени и објавени. И јавно ги објавивме. Сите се запознаени. И сега оно што го викате дали ги најдовме, значи дали се пријавиле? Да, значи ние не ги баравме. Да. Бидејќи во Македонија немаме официјално кој да не застапува како онколошки пациенти, сметавме дека групата Канцер Триумф, која што ете така една Facebook група на која што има 11.000 нели посетители, зборуваат за канцер од секој видови, дека е најлегитимно да поставиме таму јавена објава во која што кажуваме дека ОЈО, односно обвинителството на наше барање да има пациенти кои што ќе имаат увид во истрагата, да се пријават доброволно кој сака. Не се пријавија 3, се пријавија 4. Три од нив се пациентки и една е керка на нели мајка е онколошки пациент кој што е се уште на онкологија, она ги бркала сите работи и сметавме дека ќе биде сосема доволен репрезент на тоа што го бараме. Зашто е нивната, знаете како, од наша страна нивната задача е ајде да речеме од сам старт прво во јавното обвинителство некој да ги подсетува дека ние имаме живот и сме живи луѓе со диагноза која што сама по себе е стресна и бара нели борба. И да има луѓе кои што, знаете како, едноставно сметавме дека ако има луѓе кои што се тотално независни и единствена заедничка работа која што не спојува е онкологија, дека она што ќе се презентира пред нив како истрага
ќе помогне во и побрзо разрешување на случајот и дека нема да останат недоречености, сокриени работи и слично. Од таа причина, Анџелика ќе додаде ако... Анџелика, кажете ми, а зашто не во понеделник? Секој ден сте пред обвинителство, освен понеделник. Од причини што претходниот понеделник, значи не овој претходниот кога беа протестите, се појавија група на партии, тоа кои што едноставно извикуваа некои пароли кои што реално не беа воопшто вкусни. Ние како онколошки пациенти се почувствувавме, пошто бевме присутни таму, се почувствувавме како марионети на некој начин. Значи, буквално така се почувствувавме. Да наеднаш тоа се истисна како момент дека, нели, се работи за онкологија, па тука почна да се пее химната на Македонија и така натаму, па свирчиња, па чуда, па ајде ќе одиме сега пред обвинителство. И ние ги напуштивме од тие причини. Не сме партиски послужници за да бидеме на такви протести. Затоа и решивме да си стоиме пред обвинителство, каде што доаѓаат пациенти и секој кој што сака може да дојде. Значи ние не правиме протести од таков тип, него едноставно се бориме, со една цел сме да се осознае вистината од причини што сакаме да го обелиме образот на честните луѓе кои што се на онкологија и кои што работат. Длабоко во себе ние веруваме дека има многу честни луѓе таму што си работат. И затоа ја бараме вистината. Знаете како, не само што за да не билеме растеретени како пациенти, еве сите што се ново дојдени како пациенти, и тие што се веќе на терапии и така натаму, затоа што верувајте, сите се исплашени, сите сме исплашени. Што сме примиле, зашто сме примиле, како, значи ние се бориме само вистината да излезе, затоа сакаме тоа што побргу да заврши, нели како истрага, за да можеме понатаму да си ја посетуваме таа институција, пошто тоа е наш втор дом, каде што треба, нели, јас кога ќе седнам пред докторот да се чувствувам пријатно, како што сум се чувствувала и до тогаш, нели и понатаму, да биде така. Доктор Истевски, вие сте искусен онколог, тоа си ми поискусни. Тоа е факт, известно време бевте и директор на клиниката. Ако некој може да каже дали може да се манипулира терапијата на пациентите, можете вие. Може ли да се дава плацебо терапија за да се створи вишок и потоа да се продава на црн пазар? Теоретски може, меѓутоа големо е и прашањето тоа што ќе го продавате на црниот пазар. На црниот пазар се бараат скапи лекови. Сестра што е фатена со некои ужасно ефтини лекови, што стварно е нонсенс некој да помислува да ги краде. Значи нема поента во ампула што кошта, тоест вијала што кошта 600 денари, мислам, стварно никаква поента нема во тоа. Најверојатно тука се некои други психолошки моменти подлабоки врзани со психа, а не желба за обогатување. Најверојатно се претпоставувам. Меѓутоа не се теоретски е возможно. Се практично зошто некој тоа би го направил? Зошто? А теоретски да, е возможно. Велите дека е скапа терапијата? Скапите терапии, знаете што, мора да заврши таа истрага за да видиме на вистина што и како било. Пред време на вистина нонсенс да се зборува. Имаме до сега податок само дека една сестра е фатена со некои ефтини терапии. Тоа е све што го знае. Тоа е факт. Тоа го знаеме, ништо повеќе не знаеме. И мора на вистина да дозволиме истрагата да си го направи своето. Па еве, што треба тогаш? Што треба да бара, што треба да гледа обвинителството, обвинителите што работат таму? Знаат. Да. Знаат. Веќе знаат. Не само што знаат, значи на она прва средба која што ја имавме ние со обвинителството каде што не викна, они побараа од нас и затоа излеговме ние со тој апел да се јавуваат пациенти се јавуваат кои што имаат нели одредени сомнежи. По нивно барање тоа беше направено, нели ја издадовме
сум многу среќна што луѓе се јавуваат. Од проста причина што да сме реални, ние пациентите кои што одиме на онкологија точно знаеме и периодично кои лекарства фалеле, од нашите соборки. Мислам, знаете како, таму има одредени, јас и во една друга емисија кажав, има одредени терапии кои што магично се појавуваат и исчезнуваат на онкологија. Еден доаѓа, го нема. Херцептинот, например, нас како нели за гради, ни е доста познат. Значи тоа имавме ние периоди со херцептинот, вие тргате, стигате, го нема, вие си одите, доаѓа друга се јавува како го нема, мене ми го дадоа. Утре дента го нема, па повторно се јавува. И од таа причина сметаме дека е клучно, затоа и застанавме ние пред јавното обвинителство. Да, тоа се веќе недоследност. И затоа тие приказни од пациенти се многу значајни. Посебно за обвинителството, зашто знаете како еве јас имав и на пример еден бидејќи која направив таа објава, да речеме почнаа да ми пишуваат луѓе, се појави еден господин чиј татко е веќе починат и кој што на пример во неговата изјава си кажа, после тоа јас го насочив да се пријави Војо, дека него, например, татко му бил на имунолошка терапија, се јавиле дека ја нема, за по неколку часа да му се јават и да кажат дека пациентот кој што требало да ја прими не дошол, па нека дојде вашиот татко да ја прими. И сега, муабетите ја што ги викам чарсиски од тој тип кој што ние на онкологија сме ги слушнале, е она кое што нас не тера да седиме пред јавното обвинителство и ова да не остане нешто што... Ако ми дозволите да слушам, како ги толкувате начинот на кој што е таа терапија издавана има па нема, создавал една основа да луѓето почнат да бараат врски, а ако не може тоа да го направат, да почне некоја лицитација тука во парична смисла. Тоа е основата за понатаму. Знаете како, вие 6 години не сте на онкологија, меѓутоа на онкологија веќе стануваат травијални работите за кои што вие треба да побарате врски. Тривијални, мислам. Да, тривијални дели, зашто треба да побарате врски. Мислам, ние сме доведени на онкологија да не можете да најдете термин за регуларни прегледи, па да морате да се јавите на некој, а да не зборуваме за терапии од овој тип. За термините исто морам да искоментирам. Значи, оваа држава не произведува доволно специјалистички кадар во онкологија и радиотерапија. Точно тоа го знаеме. После овие афери, сакам да прашам, која би била желбата на млад лекар да специјализира онкологија и радиотерапија, знаејќи го се тоа што се случува на клиниката? Или ајде овака? Ниеден. Или ајде овака. Онкологија и радиотерапија се две огромни гранки. Никогаш не престанува едукацијата. Секој ден има нешто ново. Секој ден мора многу повеќе него во кардиологијата е конкретно. Да. Се спореден со кардиологија, бидејќи кардиолошките, да речам, диагнози во нашиот морбидитет се водечки во држава, па на второ место се неоплазмите. Кога ќе го земете дисперзијата на интернистите кардиолози и нивниот број наспроти дисперзијата во наводници и бројот на активни онколози, што добивате? Истото и со Кој е радиолозите. соодносот? И таа концентрација на пациенти за жал е очекувано. Она што е неочекувано, она што како државата и понатаму не може да најде механизми да мотивира млади лекари да ги вработува, да ги едуцира, да може веќе, кога знаете, кога имате еден простор со одредена големина, вие може да играте само на бројката на време и на број на персонал. Во превод, што побрзо создадете нов персонал, високо образован во таа специјално, за да можете да воведете редовна втора смена. И тоа повторно ќе ве прашам уште нешто. Кога воведувате втора смена, запрашајте се за кој ќе воведете, да речеме, дали човек кој што доаѓа од Берово, од Делчево или од Демир Хисар, или од Дебар, дали има превоз после 3 саат кон својот град? Многу тешко. Пазете и како пациентите доаѓаат наутро во Скопје и како сите помеѓу 2 и 3 заедно со заеднички превоз си одат. И транспортот до Скопје е една страхотно тешка категорија за нив. Така да од тој аспект, дисперзијата на дејност, особено за полесните случаи, е работа број 1
која што треба да се случи во онкологијата. Добро, ни го потврдувате она кое што ние како пациенти цело време го кажуваме, тоа дека на онкологија и треба радикален пристап на нели како да се пресврт. Значи радикално да се реструктира од најниско ниво па нагоре. Мислам, ние во моментот како нели двете сме со C50 награди, на една рака ги броиме радиолозите на кои што им веруваме дека кога ќе отидете на тоа ехо ќе ви направат диагноза. Точно. Поголемиот дел од нив се веќе пред пензија. Да. Страшен е моментот и фактот дека оваа држава набавува апарати нови и современи, а при тоа нели она кое што и докторот го кажа, кадарот не се насочува во тој правец. Да. А доколку превентивата е нели киксната од самиот старт, на пример мојот случај е таков, јас сум прво неправилно диагностицирана, па после тоа нели ми се оправи диагнозата. Значи, самото тоа на крај ќе ја растерети државата и финансиски ако ти го нели првичниот момент го стопираш. И сега тука веќе ако навлегуваме во тоа се брца 1 и брца 2 тестирањата кои што на онкологија буквално во моментот требате лично да ги побарате, па во договор со вашиот онколог да ги добиете и да ги направите. Нешто што веќе во светски рамки е значи еден од првите чекори. Ова во светски рамки е нешто уште поубаво, се вика HRR панел, Homologous Recombinant Repair, 15 гени се вклучени и навистина се високо предиктивни и за терапија во така наречен адјувантен сетинг. Значи PARP инхибаторите кои ние што се брка 1, брка 2 позитивни го намалуваат релативниот ризик од релапс за преку 30% и тоа веќе воопшто не е мала бројка. Значи државата треба да мисли одредени скапи, тоа се скапи лекови. Како да ги смести веќе не метастатски, него во адјувантен сетинг, за оние што се оперирани. Значи, не можеме како држава расплината на толку многу страни со толку многу долгови, и тоа најголемиот дел од нив непотребни долгови, сега има пари за се, имате 22 милиона евра за, што беше тоа, лиценци за антивирус, така? Да. Или 1.300.000 за Бехтелиенка, а немате пари за нова позитивна листа. Тоа значи дека ние лекарите, професионалците и вие пациентите сме очигледно безгласни. Неочигледно сме. Знаете како, ние дури веќе веруваме дека ајде вие сте доктор кој што работел на онкологија, според нас има работи кои што и без финансии може да се средат и може да се организираат за подоброто на пациентот. Еве еден обичен пример. Значи, јас кога нека зборувам лично за мене, правев еко еднашка, ќе го следиме. Вториот пат не установивме, па јас се префалив на приватно, установивме дека е карцином. Ме оперира, отидов на онкологија, таму ми дадоа терапија и слично. Кога ги испратив резултатите во Англија, бидејќи преку колега се испостави дека неговата сопруга работи точно во еден таков брест канцер центар, таа, например, беше збуната во смисла зошто нема комуникација помеѓу онкологот и хирургот. И тоа е само на почетокот. Значи, ние имаме во моментот пациенти кои што примарен града, се закомплицируваат работите, станува на бели дробо. Може да ви одговорам на прашањето најдиректно? Ајде, најдиректно. Хирурзите секогаш ги собираат парите први. Ама знаете како, малце е жалосно да се сведува на пари во оваа држава, кога ако малце се реорганизира начинот на кој што се комуницира помеѓу ретки се хирурзите кои што сакаат да учествуваат во туморборд и особено се ретки оние кои што на вистина терминот неоаѓувантна терапија, што на него ќе му олесни операцијата после, на пациентот ќе му даде многу помали козметички дефекти. Јас имав 4 операции од тие причини до сега. Ме разбирате, значи тоа е нешто што може да се направи ете без пари, според мене како тоа пациент. Тоа е нешто дефинитивно што може таа комуникација. Од 2017 година туморбордови постои, беа регуларни и редовни и се плаќаше за нив. Се доплаќаше нив. Укинати се во 2017. По мои сознанија работат сигурно 2 туморборда, едниот е секој петок наутро на неурохирургија и секоја среда после пладне на ортопедија. Тоа е саркома бордот. По традиција тие 2 се уште работат, иако не им се доплаќа на луѓето.
Има надежни. Добро. Со оглед Ајде да го дека ставиме Ајде. Ана се пожали дека некогаш има недостаток на лек. Како се случува? Еве вие знаете. Тоа мора да ви го објаснам. Како се случува? Како може да Одлично снема прашање. лек? Одлично прашање. Одлично. Не ми е јасно како може да Пробак. снема лек. Како клиниката набавува лекови? Многу просто на тендер или некој ако ги дае како донација. И не е ретко некој да ги дае како донација. Да речеме за 5,5 години мој директорување, ја 3,5 години темозоломид имав константно донација. Або ти имаше некои големи количини произведени на некој сајт у Азија, не знаеш што да им прават, ало ви треба ли ми треба, давај. Прекрасно. Значи, мора да има тендер. Тоа е начинот кој што е пропишан со закон. На тој тендер нормално се јавуваат веледрогери, односно оние кои што имаат право да имаат промет на лекови, ги даваат своите понуди. Сега, новите промени во законот, мора да ви кажам, не ги знам. Инаку, предходно законот беше многу тежок и многу споро траеше таа процедура, пред се поради нешто што се нарекуваше Совет за јавни набавки. Ама канцерот беше како канцер споро, нема време за тие масивно. тендерски процедури. Да. Мора да Еве, има јас имам тендер. едно прашање. Дали се Каде е набавуваат луфта? на месечно ниво, на годишно ниво или на неделно ниво? Императив... Ако е толков периодот на чекање, нели дали е тоа? Чекајте. Императив би било да се набавуваат таа на 2 години. Ама вие немате буџет за да ја резервирате таа количина за 2 години. Затоа ги правите на годишно ниво. Кога е најдобро да се направи? И тука има едно големо правило, бидејќи ние сме мала земја. Ако го направите тендерот јануар, кога цела Европа тендерира, вие ќе имате многу повисоки цени. Ако го направите во април тендерот, кога веќе во февруар Европа завршила со тендерирање, она што е лефтове, што за нас како земја е сосема доволно. Вие во април, во мај ги добивате многу пониски цени. Ако го правите во август, кога веќе никој нема произведено, пак ви се многу повисоки цените. Пред нова година, ако го направите тендерот, никој нема понуда да ви даде. Значи, морате да го следите европскиот пазар како оди со понуда, за да го точно изберете моментот, за да ги добиете најдобрата понуда, најниските цени, за да ви остане буџет кој што понатаму за разноразни други намени ќе го префрлате. Тоа е едната работа. Императив е значи еднаш годишно, еве да речеме. Имаме историски податоци за најголемиот дел од лековите, како оди нивната потрошувачка, следена со порастот на инциденцата секоја година. И тоа се планира. Добро. И тоа се планира. Колку што Се јас планира. се планира со Тоа се 20% планира. повеќе Е, од сега. претходната. Кои се тие лекови што клиниката мора да ги има? Тоа се лековите што се на позитивна листа. Кои се лековите што клиниката по закон не мора да ги има? Ако има буџет ги има, ако нема буџет ги нема. Тоа е тој условен буџет. Или порано програмата за некои од тие лекови на Министерството за здравство. Значи по закон не е должна да ги има клиниката. Затоа и наречен условен буџет. Ако има пари има, ако нема пари нема. И тоа мора на граѓаните убаво да им се објасни за да не бидат манипулирани. Еве, имаме нови лекови, на вистина бројот на нови лекови што се внесе во последниве години е на вистина голем. Од поширок Може би не спектар. и да. Поширок спектар е да, тоа. Така. Меѓутоа, Да? Кажи, ајде. пак се јавува Недостиг. Не само што се јавува недостиг, не е проблемот во недостиг. Ме разбирате, ако вие отидете на таа клиника Се јавува или се креира? Мене тоа ми е тој дилемата. доктор, Дали тој се јавува доктор, или се прашањето. тој креира? доктор кој што ќе ви Јасно каже сакам да го- дека да, го се нема креира. бидејќи касни тендерот. И вие му викате во ред, нели? Не можеме ни да Ќе се се тепаме, почекаме ќе си ние 3 почекаме. месеци или 5 месеци Ве за да вади од добиеме. кожа наредната информација Тоа која што вели Петранка од Струмица вчера пред 2 сати го примила лекот. Како е тоа може? Значи сега Затоа што За тоа ја не знам говориме. на пример за што тоа е говориме, тендерите се многу јасни и многу е јасно како оди Господјата набавка. Петранка резервирала у кафана на време. Сега знаете како. За тоа се буриме сите, нели? У суштина. Правиме Би требало момент да за биде луѓе и за first come, животи. first served. Ете така. Тоа е некое логично правило, така? Најлогично. Најлогично, Најлогично. тоа што иначе кои се критериумите по кои што решаваме Епа, Всякаква- очигледно дека некој воспоставил други
пазарни механизми. И па затоа на прашањето дали сме во Тоа истрагата ќе го шок открие. поради Тоа е истрагата, истрагата, ќе си го дознае точно. да. Истрага. Затоа и бараме да дознае. Мислите дека ќе може да го Тоа може да се открие. Дали некој намерно креирал периоди да лек има, меѓутоа да даде информација дека лек нема. Тоа може да се открие. Тоа може, значи. затоа што го има во документација? Да, па ние сите имаме историја која што кажува Точно. кога сме го примале лекот. Јас сум водел една таква истрага, затоа и ви кажувам може да имате. Еве го извештајот на Државен завод за Го знам. ревизија, што у суштина никој не го прочита. Од тие што требаше да го прочитат. Секако. Сега има анкетна комисија после 6 месеци, ќе го прочитат, иако тој има по службена должност, каде што велат дека во 2021 извинете, ќе цитирам, состојбата на залихите на 1 јануари 2021 во сметководствена евиденција е искажана на износ понизок за 50.000 евра во однос на состојбата во материјалната евиденција. Што значи тоа? Само не кажуваат кај е повисок. Каде е повисок? Па не знам од изказ кај е повисок. Состојбата на залихите на Што значи 31 залиха? Ајде декември прво тоа да го објасниме. Залиха значи она што е попишано. Залиха на клиника во моментот е она што е во дневна болница и во аптека во магазин. Тоа е залиха. Значи вика дека во залиха има помалку од тоа што има на хартија. Значи не е остаток по тендер што треба да се нарача, него е залиха попишана тој ден во магазин дневна болница. Тоа е залиха. И тој е за како вика понатаму? Тоа е на 1, на 31 секунди, а има и на 31 декември Да, тоа исто. е ден за ден пред нова година. Да, пред нова година. Вика, состојбата на залихите на 31 декември 2021 во сметководствената и материјалната евиденција не е усогласена со состојбата утврдена со пописот. Тоа Како значи може тоа да се случи? така некој некаде ги шетал. Лековите. Да. Така може да се креира недостаток? Така може да се креира апсолутно. Значи си има закон за лекови, точно се знае лекот кај треба да седи. Точно. Тоа Тоа му е доаѓа прашањето исто што како што сите јас го морам чекаме. концептивно Еве. да го држам во рака и да го загревам пред да го... Еве, кажете ми каков е тој, така ќе затоа буде. што вие го познавате многу подобро од сите, тој като систем на кој што сите се повикуваат, дали тој може да спречи малверзации Ако се Целосно применува не. како што треба, може комплетно да ги спречи. и што прави тој систем? И зошто е Ај замислете исклучен? дека сте, да речеме, кај да знам, Веротинекс, whatever, хуј да е супермаркет. Сакате да, како менаџер, да имате точна бројна состојба вид на сите стоки, така? Да. И што нарачувате? Трекинг систем. Од влез до излез. И плюс да може и она што е расипано, а нема да го продаде, да го водите ко расипано. И на тој начин ви имате комплетен увид на влез и излез. И тие бројки на вас мора да ви се слагаат, така? Ако не ви се слагаат бројките, што се случува? Исто и като. Тој е систем кој што од внес, значи като е само софтвер, да се разбереме. А системот на безбедно и правилно ракување, спремање и издавање на терапијата не е само софтвер, тој е и хардвер и тој е еден цел сет на препораки и начин на движење и на лекот, начин на движење на персоналот. Значи и начин на движење на персоналот. Начин на кој што одреден дел од персоналот доаѓа до одредено место и понатаму не смее да влезе. Па зошто го немаме во 2023-та? Мислам дека го Систем. немаме пред се од политички реваншизам и од политички причини. Па после се друго. Значи не е само тоа. Имате и акцелератори на кои што ќорав пациент не ви озрача. Имате еден пропаднат проект за клинички центар за кој што треба да плаќаме и 20 милиони евра сега пенали, така? Па имате еден Скапо ли одржувањето? Еве, од она што е веќе познато, потврди и министерот, дека поранешниот директор на клиниката усно, нема писмен траг, рекол дека е скапо и да функционира, Не рекол што е скапо. и да функционира и да се одржува и затоа го исклучил. Не е точно воопшто, значи ние кога го заедно со сестрите, значи заедно со целиот персонал, кога ги биравме двете можни опции за тоа безбедно спремање на терапијата. Имаш опција А, ламинарни комори и дигестори, или опција Б, изолатори. Она што го има на клиниката. Изолаторите како набавка се многу покомплексни машини и затоа се поскапи. Меѓутоа,
Нивното одржување реално знаете што е? Промена на филтри на одредено време. Тоа е нивното одржување. Нема. Кај ламинарните комори целиот кабинет треба да ви биде во зона на подпритисок со ламинарен проток на воздух. Одоздола го фрлате и ламинарно нагоре оди без да има турбулентни движења. И нагоре го впиваат филтри. Тоа е многу поскап начин на одржување. Второ, во таков тип на комора вие можете влегувате со заштитна облека која што еднократно ја користите, после морате да ја фрлите во ѓубре. Морате персоналот на 45 минути да го менјате бидејќи работи у зона на подпритисок. Почиња да ги болат уши и глава. Не можете подолго време да ги држите у тој систем. Така да е многу покомплициран, многу поробустен и на крај крајеви искрено, ретко која компанија во Македонија знае да ви направи кабинет со ламинарен проток. Голем проблем. Овдека прашање, а каков е системот кој што го имаме ние и кој што е... Изолатори. Значи, изолаторот е комплетно изолиран од надворешната средина. Влегувате преку ракавици. Тој работи на подпритисок, на надпритисок, значи, нормален притисок. Поедноставната варијанта за работење, ако... Поедноставна варијанта, полесна за одржување. Сега, тој може да работи и без софтвер, чисто физички може да работи внатре. Значи, ако сакате вие да останете без да имате дигитален трекинг на сите промени на лекот, ама повторно спремањето да ви биде безбедно, да ви биде стерилно. Значи, имате една влезна комора од каде што ви влегува лекот и она што треба, кое што треба да се раствори нормално. Пред тоа треба да бидат дезинфицирани, влегува понатаму во изолаторот, рачно го внесувате, тука спремањето тогаш би било волуметриски. Значи на секој од тие шприцеви во кои што вие го мешате, имате рецки и по просто тројно правило вие се израчунувате дозата зависно од концентрацијата во вијалата и волуменот кој што го внесувате во шприцот. Многу е просто. Зошто не функционира? Зошто не е во функција? Значи, наместо тоа се користи дигестор. Дигесторот внатре во него има ламинарен проток, меѓутоа е отворен кон надворешната средина. И е многу понебезбеден. А сега, сите тие декларативни јави идеме у Европска унија, само што не сме влегле, бугарите само што не сме влегле, значи, многу се строги правилата на European Society of Oncology Pharmacy, пазете. Има посебно здружение кое што исклучиво се бави со онколошка фармација. Посебно здружение кое што има своји многу строги критериуми, бидејќи не сакаат да им се случи расевање и течење на хемотерапија на секаде. Не сакаат грешки во сето тоа. Не сакаат да им се случи наше сценарио. Токсично све е тоа. Значи, ние бевме како клиника дел од една меѓународна студија во која што немаше квака на која што не најдовме остатоци од хемотерапија. Перцепција во јавноста е откога изби скандалов дека тој систем не функционира за да може да се краде терапија. Не би рекол Да така. или не? Тоа е перцепцијата во јавноста. Ако некој може да го каже тоа, ја би рекол дека познавајќи ги луѓето и нивните карактери, би рекол дека е пред се политички реваншизам. Уште пострашно. Како може да се краде терапија на онкологија? Очигледно некој мора физички да земе. Прво. Значи, без да физички ја земе, нема да има крадење. Во превод. Откако таа терапија ќе дојде во аптека. По потреба од аптека понатаму, дали ќе оди од дневна болница или негде по оделение нагоре, и ако кабинетот за централна припрема баш беше осмислен за да нема спремање по оддели. Што значи спремање по оддели? Нема ни дигестор, ни бутор, нема ништо, имате маса. Сестрите ви седат одоколу, која јаде бурек, која пие јогурт. И вие насред таа маса ја мешате таа хемотерапија со отворен прозор за да се луфтира. Тоа е спремање на оддели. Страхотно. Страхотно. Ви кажа докторот, значи на тоа прашање нас не прашувајте. Тоа прашање ние не знаеме како. Не се само бројките и спречувањето на кражбите. Каде е безбедноста на персоналот што тоа го работи, они цел работен век го поминуваат таму. Да. Значи, една од отворените тајни на онкологија. Извинете, повторно никој од персоналот не се побуни, не стана да каже ало, зашто не заштитите?
тоа е уште еден момент кој што Тоа е таа политичка супресија. Тоа е тој мобинг политички. најверојатно и тоа И што тоа се еве случуваше. едно од прашањата кое што ние како онколошки пациенти си го поставуваме, луѓето се преплашени да зборуваат. Како да не се преплашени Меѓутоа, од друга Преплашени страна се, па, јас не, мислам, слушнав некоја изјава од Сдружение Синдикат на медицински лица, кое што единствено излезе и кажа дека ова треба да се разреши. Да. Тоа ми е една од енигмата, најверојатно бидејќи се друго е толку Лекарска политички во комора Македонија. исто беше. Значи, не знам јас зашто никој не излезе и не кажа чекајте бе на таа клиника има мислам ние знаеме. Јас сум примала хемотерапија и мене тие сестри таму и ми пееле и ме расположувале и Точно, да, се е да. тоа во ред. Меѓутоа, не може вие цела една клиника во моментот да сте во молк. Ако не сака да Може. зборува директор, Одма да ви кажам разбирам, и зошто. очигледно е дека Може да ви може, кажам зошто. меѓутоа колку е тоа коректно зборуваме. Зашто беа осудени 27 април за тероризам? Тероризам без никој почина, така, тероризам. Еве го одговорот. Се побуди некоја странска амбасада да каже, ало бе, како вие го квалификувате делото? Не беа како доказан материјал усвоени од страна на судот камерите од собрани. Денеска доста е актуелен статусот на вашиот колега Даниловски. Вели, ако во 2019 е набавена биолошка терапија за ја болните прочитав денес. од малигни заболувања, смртноста во 2020 и 2021 би требало значајно да опаѓа. Наместо тоа расте. Видете ги графиконите, зошто? Ова ќе морам да го видам во целост извештај и да видам дали е нешто што се вика морталитет stage specific. Не само disease specific, него stage. Што значи тоа? Морталитетот се прави специфично за одредена, да речеме болест C34, еве, бели дробови, меѓутоа треба да се види и дали е специфичен за стадиумот. Тоа е едната работа. Второ, тој рак на бели дробови во своите молекуларни разлики многу варира. И тука треба дури и да се направи не само стадиум специфично, него и во зависно од она што е молекуларен драйвер и зависно од молекуларниот драйвер, бидејќи најголемиот дел од биолошката терапија е специфична за молекуларен драйвер или имунолошки параметар, така да не можете све во исто купче да ставате. Добро, не можеме да ставиме во исто купче, Уште ова па мора да па да одиме на направиме реклами. пауза. Меѓутоа, постојат ли тие студии во оваа држава? Постојат ли тие статистики кои што вие ги кажувате, кој канцер, па каков канцер? Јас се обидов да направам една презентација за брест канцер, информации не недо. Значи, дали Кои нешто параметри ги баравте, само кажете? најобични параметри колку има на брест канцер секоја година нови пациенти во Македонија, колку Тоа има можете да го морталитет и извадите слично. без проблем од системот на онкологија, од хоспиталниот информатички систем, колку се таму заведени. Е се вака. Ние едно е кога ќе дојдат веќе на онкологија, така. Меѓутоа имате и пациенти што не дошле на онкологија, а имаат болест. Прашањето е дали тие се заведени во нашиот канцер регистар, кој што би требало во суштина да биде поточен него хоспиталниот информатички систем на онкологија. И на крај кога ќе ги видите и бројките кои што се математички изведени во однос на каква би требало да биде состојбата, тие сите три бројки ви се разликуваат. Исто како и ревизорскиот извештај. Одиме сега со реклами, потоа се враќаме во студио на дебата. Се враќаме назад. Како пациенти, еве кажете ми, кое е вашето искуство на клиниката? Моето искуство е сосема во ред. Значи, јас немав лошо искуство на онкологија. Све протече така како што требаше. Најверојатно ја имав таа среќа да добијам све од терапии што требаше да ги примам. Се уште одам таму, нормално, сега сум на таблетарна терапија. Единствено нешто што во моментов мене лично ми смета е однесувањето од персоналот, поготово од шалтерските вработени, што се сестри, не знам, или болничари, со исклучок
нели, на Почестен, ликови, да, кои што се секогаш тука за нас. Јас вчера бев на онкологија и за жал тоа што го слушнав не ми се допадна воопшто. Чекав 5 часа. А што Нели, слушнав? за да влизам. Па, слушнав викање Вехање. по пациентите, со погрдни зборови, или па чекај сега ти таму, што е сега ова и така натаму од тој тип, што лично мене тоа ми смета, тоа не е нормално однесување, без оглед, нели, дали е гужва или не е гужва. Значи, мора да ми го прочитаме на извештајот на шалтер, за да знае каде треба да јас земам упат или каде да го однесам упат, или да ми го издаде упатот. Значи, мене ми е тоа малку неуко. Значи, да го земеш ти извештајот и да не го прочиташ што треба да ми издадеш, тоа е неукост. Или ајде ќе протрчаме Кратко. само и нема да има проблем. Во тој случај јас ќе требаше да се вратам и денеска на онкологија, да седам уште 5 часа, за да можам да дојдам до упатот што ми е даден од докторот. Значи тука не го врзувам докторот. Он си ја Знаете завршува како? работата. Има- Од друга страна, извинија, ќе те прекинам. Многу ми смета што ги гледам, јас сум супер, јас сум добра и ќе ги одстојам тие 5 часа, нели, таму чекајки. Пошто чекаме да не викнат, нели, за да влеземе кај докторот. Меѓутоа таму имате пациенти кои што се во колички, кои што се со носилки, кои што се со бастуми. Тие пациенти стојат по и 4 повеќе сати. од 5 часа. Значи нема столчиња, нема услови каде да седнат тие пациенти за да Може само една мала од дигресија. друга страна, и само ова да го довршам и слободно можете да кажете. Искрено ми смета кога ќе слушнам дека некој од вработените вика по пациентите заради тоа што пациентите веќе немаат сила да дочекаат да влезат кај докторот и после да продолжат на хемотерапија или на било каква и да е. Значи, тоа е ужасно нешто што смета. Ја спомнавте една чекална каде што се чека, така? Да. Тоа е една централна чекална. Знаете така, што беше тоа кодниче пред да не го кажам. Што беше тоа пред 2015-та? Дупка, отворена дупка. Добро? Значи до 2015 година беа само 7 амбуланти. Добро. Од 2015 се 20 амбуланти и чекална. Добро. Ма не е доволно. Не е доволно. Значи, онкологија ви е Очигледно е дека не е конгломерат доволно. на една стара зграда од 56-та, па 71, оној болнички поголем дел Но кај што е сигурно надодаден. и многу е 2002. поголем бројот на пациенти од таа година до сега. И сега. Според оној план за нов клинички центар, онкологија не беше предвидена да влезе во нова зграда. Останаа некои пари во 2016, околу 300.000 евра за додавање на покровле да се изреновира скроз. 300.000 евра се стварно малце за тоа, се преку 1000 и кусур квадрати простор, да се претвори во болнички соби, меѓутоа пак е некаков почеток. За жал тие пари моравме да ги пренамениме после во тендер за имунотерапија. Меѓутоа не се. Зградата е таа што е. Повеќе простор нема. Единственото што ви останува, тоа е да воведете втора смена и да го релаксирате. Тука тоа сакав да го кажам. Дали е возможно такво нешто да Кој се направи? забранува? Закон не ви забранува да воведете втора смена. Зашто не се воведе такво нешто? Зашто не се воведе? Зашто? Не знам. Еве прашањето ми е зашто. Значи јас морам да излезам од Скопје сум, да не говориме за луѓето од другите градови. Да се разбереме, остануваат луѓето до 8 до 9 навечер. Кој знае каков транспорт имаат после до дома? Да, тоа е проблем. Еве вака, кажете ми како, со оглед дека бевте директор, како би го средиле вие? Очигледно е хаос. Не е очигледно хаос. Веднаш Очигледно уредно е се хаос. изгласа одлука каде што Универзитетската клиника за радиотерапија и онкологија ќе прерасне во Национален институт за рак. Ќе го добие буџетот да тендерира лекови за цела Македонија, ќе го произведува, ќе ги произведува лековите за цела Македонија и ќе се дисперзираат готови спремни терапии и во Штип, и во Битола,
Макар да тие Битол има клиники во убава моментот не просторијачка за спремена функционира. терапија, ма немаат лекови. Мом, Не функционираат. Камшик, Се, ќе морате камшик да им го дадете на крај. апсолутно е Камшик. сево. Знаете како, и на ова можете не, слободно не да го додадете дека ние на таа клиника, покрај оние доктори кои што со должен респект имаат внимание Да. и трпение за сите, ние седејќи на таа клиника сме слушале како од одредени доктори се дерат по пациентите и им викаат, ама тебе ти е таа диагнозата, ти секако ќе умреш, шо ја да ти правам? Со Зашто секоја после чест спрема професијата, тоа нормален човек на улица не смее да си го дозволи, а не еден доктор на онкологија. И Па и таму не само на онкологија, било и таму кога ќе излезе директор, министер, кој да е, која ќе рече, ама ние не знаевме дека има проблеми на онкологија. Значи тоа е како да ви кажам, значи вие значи дека не сте прошетале по тие ходници. Па не за џабе било. И во секој Лезете поглед, да видите како кажавме на самиот старт, значи таму треба од корен да се корен направат да се смени. Видете, сериозни како за почеток, зашто во рамките на таа ваша група не почнете да ги ословувате со име и со презиме? Кого? Тие лекари што тоа го кажуваат. Име и презиме. Види сега. Ние чекаме до вчера- прво ова да се обелоди. Не, ова нема врска со тоа. Значи, одредена етичност на определен лекар е негова Јас себе професионално и лично, да, домашно не сум воспитување. слушнала од доктор, меѓутоа да, од шалтерски работници. И шалтерски работници. Неколку. Знаете како, ние до вчера не бевме ни група, бевме Не бевме. месенџер група. Да. Значи, Ниту по сме сплетот на здружение, ниту околности, нешто, ниту па сакаме дека да во оваа бидеме. држава, покрај проблемите на онкологија, ние немаме здружение кое што стои позади нас, и кое што ќе За ги жал. каже овие работи, А има бидејќи неколку здруженија. има, меѓутоа како рековте, Не функционира. онкологија е ispolitizirana. Истото И се ова. случува и со И здруженијата. ова. И ние се сведовме на цели 10 кои што одиме пред онкологија и ги застапуваме И а, точно пред за овој тие стан. здруженија Пред зашто се обвинителство, неми не пред во овој онкологија. период, бидејќи ја знам нивната политичка наклоност. Со Така, оглед, сериозно. Точно. со оглед дека време повеќе Немаме. ни истекува, едно прашање за сите тројца. Кој е вашето мислење? Се крадела терапија или не? Не ќе да мислам, сакам Да се вистината разреши. да проговорам. Да знаеш, Значи, не ќе Исто, да мислам. Исто, сите едногласно истото сме. го мислиме едногласно. Една е вистината и треба да се знае таа Па ќе кажеме вистина. од причини за честните доктори и персонал. А има да, и на вистината му честен Ги персонал. има, точно. значи ги има, не Па можеме да го еден честен, оспориме. искрен персонал, што стварно си ја сака Да, работата и да. работи како што треба. Баш поради нив. И вие сметате треба дека да дојде. обвинителство има капацитет. Сметам дека има. Ви благодарам. Јас би додала на тоа обвинителство во овој случај мора да си го најде капацитетот да го реши. Да. Ви благодарам многу. Ова беше се за вечерва во вечерашната емисија на Топ Тема. Да, пораката е таа, обвинителството мора да најде капацитети и обвинителството мора да утврди дали имало манипулации и ако има, кој стои за Без да нив има со лов на име вештарки. и презиме. Точно. Тоа беше се за вечерва. Ви благодарам на вниманието. Останете на фреквенцијата на телевизија Телма.